Недостатокот од сместувачки капацитети, ниското ниво на хигиена и зголемениот број на депонии го кочат туризмот на истокот. Развојот на оваа гранка не е можна без да се решат овие проблеми и да се инвестира во нивно отстранување, сметаат туристичките работници. Менаџирањето со отпадот исто така се јавува како еден од големите проблеми кои што би требало да се адресира преку нашиот проект. Исто така недостиг на попатна инфраструктура, одмаралишта, информативни бироа, исто така попатна инфраструктура недостига. Да речеме попатни стојалишта, не достигаат патокази, така да многу тешко ги наоѓаат туристите, туристичките дестинации. Станува збор за проблеми чие решавање е долготрајно, но и скапо и за што е потребна финансиска помош од страна. Токму тоа го нуди вториот повик на проектот за локална и регионална конкурентност на туризмот, кој ќе трае до крајот на месецот. Истиот предвидува грантови во висина од 14,3 милиони евра, поделени во 3 групи. За општините, јавните институции и центрите за регионален плански развој, за овој тип на апликанти овозможени се грантови во висина од 1 милион евра. За туристичките организации, стопански комори, здруженија на граѓани, за овој тип на апликанти овозможени се грантови во висина од 50.000 евра. Третиот тип на обезбедени грантови се за микро и мали предпријатија. За овој тип на апликанти се овозможени грантови во висина од 100.000 евра. Проектот за локална и регионална конкурентност е финансиран од Европската Унија и Светска банка во износ од 18 милиони евра и контрибуција на македонската влада во износ од 3,2 милиони евра. Во првиот повик биле доделени средства од 2 милиони евра на општините Вевчани, Крушево, Чаир и Босилово.